Тоа што Брисел одбива наш представник е уште една шлаканица за македонската надворешна политика, сметаат експертите. За представник во меѓународна организација, за разлика од процедурата за именување амбасадор во одредена држава, не е потребно да се бара агреман. Ова е само еден нов доказ, една нова шлаканица за нашата надворешна политика, која е катастрофална во последно време. Мислам, фактот што една меѓународна организација одбива да прими ваш представник е крајно невообичаен. На билатерален план, кога се работи за одредена држава, се бара агреман за предложениот кандидат. По информацијата дека Теута Арифи не го помина филтерот на Брисел, македонското МНР излезе со деман дека не е прифатено барањето, затоа што воопшто досега од македонска страна не бил пратен агреман до Европската унија. Ваквиот демант Никовски го коментира како бранење на партиски интереси. Тоа само покажува дека тие немаат никакви скрупули во бранење на некакви сопствени интереси пред се партиски во конкретниот случај и на додатен начин ја срама државата. А во конкретниот случај, кога е Теута Арифи во прашање, ние имавме бројни информации во јавноста дека за време на нејзината функција како градоначалник на Тетово правени се невидени малверзации. Теута Арифи по неуспешниот обид да биде испратена во Вашингтон во март годинава, македонската влада беше предложена за амбасадорка на Европската унија. Откако Арифи не ги помина филтрите на Вашингтон, македонското МНР излезе со став дека тоа го разбира како несогласување. Ова не е прв случај да биде одбиен македонски амбасадор. Љубомир Фрчковски беше одбиен за амбасадорско место во Вашингтон, пошто македонскиот председател Стево Пендаровски потпиша указ за Фрчковски да се вдоми во мисијата на Обединетите нации во Њујорк.